Божи благослов и благослов до секој кој ќе одвои внимание да го гледа ово видео. Сакам да видите благословени од нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Денеска во ова видео ќе ви зборувам за една информативна тема, една тема кој можеме да видиме паралели од Стар и Нов Завет, случка од Нов Завет, но можеме да видиме паралели во Стар Завет. Всушност во самиот почеток. Јас пред да отпочнам, да зборувам темата, ќе сакам кратко само да се молам, а потоа ќе отпочнам со темата кој ќе ја зборувам во ова само видео. Мој Татко Небесен, Боже, Ти Боже сега води ја мојата уста, Боже, нека во зборовите, Боже, кои ќе излеза биде, Боже, за Твоја слава, Боже. И Боже, биде, Боже, на благослов, Боже, на многу браќа и сестри кои ќе одвоја време да го гледа ово видео. Татко, те молам, Боже, да ние сите бидеме, Боже, луѓе кои ќе исполнува, ќе биде, Боже, верни на Твојата воља, Боже. И ќе има, Боже, отворено срце, Боже, да извршува Твојата воља, Боже. Нека Твоите зборови, Боже, живеат длабоко во нас, Боже, запечатени длабоко во нашето срце, Боже. И да, Боже, Твоите плодови, Боже, на Твојот дух, Боже, биде, Боже, видливи, Боже, во нас, Боже. Да, Боже, се разликуваме, Боже, дека, Боже, всушност ние Ти припаѓаме Тебе, Боже. Ти си нашиот вистински татко, нашиот небесен татко. Ти благодариме, Боже, за Твоето дело пред 2000 години, Боже. Тоа што Ти дозволи, Боже, Твоето тело да биде, Боже, измачувано, Боже. Ти благодариме за Твојата крв, Боже, која пролеа, Боже, на крстот, Боже, и нека таа, Боже, не обле, Боже, не чисти, Боже. Ние Ти признаваме, Боже, исповедаме, Боже, за нашите гревови, Боже, и Те молиме, Боже, да ни простиш. Ја молам, благодарам и славам во името на Исус. Амин. Денеска јас ќе зборувам од една случка која гледаме во Евангелието според Јован, во 9 глава, и тоа ни се опишува, во случка од првиот цитат до 11-тиот цитат и отварањето на очите на слепороден. Од ова тема ќе направиме една паралела, нешто што ќе можеме, да видиме што можеме, и на што не вперува самата ова случка кој ја читаме во вистините случка во Новиот Завет. Каде, например, таја случка не вперува да го видиме истиот овој настан, овој чин, Ќе ги читам цитатите и вака ни е запишаното од апостолот Јован, од најмладиот апостол, саканиот апостол на нашиот Господ и Спасител Исус. И вака ни е запишано: и кога заминуваше, виде човек слеп од раѓање. И неговите ученици го праша: Рави, кој сгреши, тој или неговите родители, та се родил слеп? Исус одговори: не сгрешил ни тој, ниту неговите родители, току за да се пројават Божите дела врз него. Ние треба да ги извршуваме делата на оној кој ме прати, додека еден доаѓа ној кога никој не ќе може да работи, додека сум во светот, светлина сум на светот. Штом го рече тоа, плукна на земјата, направи кал со плуканката и со неја ги намачка неговите очи. И му рече: оди, изми се во бањата, Силоам, што значи пратен. Тој отиде, се изми и дојде прогледан.
А соседите и оние кои го гледаа порано како просјак, велеа зар не овој кој седеше и просеше, едни велеа тој е, други велеа не, личи на него. Тој велеше јас сум, тогаш му рекоа како ти се отвори очите. Тој одговори, човекот кој се вика Исус направи кала, ми ги намачка очите и ми рече, оди во Силоомската бања и изми се, и јас отидов се измив и прогледав. Овде значи нешто можеме да видиме во овој текст. Овој слеп човек кој е значи слеп од самото негово раѓање и гледаме значи што се случува со него, какво чудо прави Исус, значи и гледаме како тој прогледува. Но која случка ни ја потврдува и покажува Исус со ова што тој значи го исцелува ова личност. Ова значи кој го гледаме, тоа што го прави Исус, можеме значи да направиме паралела со самиот почеток и ќе читам од прва книга Мојсиева, 2 глава, 7 и 8 цитат. Господ Бог го обликува човекот од земниот прав и му дувна здив на живот во носалките, така човекот стана жива душа. И Господ Бог насади градина на исток во Едем и таму го смести човекот кога го обликува. Значи овој слеп човек, кога Исус направи кал со неговата плуканка, значи зеде земја и плукна, значи, во неја и направи кал и ги намачка неговите очи и му рече да оди, значи, да си ги измие очите. И кога тој ги мие очите, значи, прво нешто што гледа, тој го гледа Исус. Ги отвора очите и го гледа Исус. Истото нешто, ако значи се задлабочиме да размислуваме подлабоко на овие случки кои ги прочитав, ова случка со овој слепороден човек, кој Исус го исцелува, и случката со Адам, Господ, значи, кога го обликува Адам од прав земски, тој дувна во неговите носалки и Адам стана жива душа. И кога Адам ги отвори очите, прво нешто што види, што виде, тој го виде, значи, Господ Створителот кој го создаде, значи, од правиот земски. Тој го виде Исус. И всушност ова случка, преку ова случка можеме да видиме дека Исус е Створителот на човекот. Слепородениот го прави истото што и Адам. Прво нешто што гледа е Исус, така и Адам прво нешто што виде е Исус. Тоа што користи земја и вода, прави кал, Исус покажува дека тој е тој кој го обликува човекот од овие нешта, земја и вода. Значи, тоа што Исус зема земја и прави кал, всушност тој ни покажува дека тој е тој креаторот на човекот, дека тој е тој кој го обликува човекот од прав земски. И нормално дека овие две состојки беа потребни, значи, да биде обликуван Адам во почетокот, земја и вода, и кога Господ, значи, дувнува во неговите носалки, тој ги отвора очите, станува жива душа, ги отвора очите и го гледа нашиот Господ Исус. Така овој слепороден човек ги отвора очите и го гледа Исус. Значи, со ова можеме да направиме паралела дека овој слепороден човек кој не може, значи, да гледа, и кога ги отвора очите, значи, преку овие состојки кои Исус ги прави и ги мачка неговите очи, кога ги отвора очите, значи, тој го гледа оној кој прави да гледа, значи. Истото, онака како што Адам беше обликуван од земја и Исус дувнува во неговите носалки и тој станува жива душа и ги отвора неговите очи и го гледа Исус, така и овој слепороден човек
Значи, кога ги мија очите, го гледа Исус, оној кој го исцели. Истото нешто како што и Адам го гледа, значи, оној кој го обликува од земјиот прав, така овој слепороден човек го гледа оној кој го исцели, значи, од тоа слепило, кој бил роден, значи, така бил роден, слепороден бил, и кога ги отвара очите, значи, тој го гледа исцелителот Господ Исус, а Адам кога ги отвора очите, кога станува жива душа, го гледа исто, значи, оној кој го обликува од земјиот прав, од земја, значи. Што можеме да научиме и која информација можеме да ја научиме и се охрабриме со овој опис и паралели кои Светото писмо ни ги покажува? Значи, ќе читам неколку цитати и потоа ќе дадам некој кратко објаснување нешто. Целта ми е, значи, да со ова видео да охрабрам оној кој ќе слуша. И еве во Прво Солуњаните во 4 глава од 16 до 18 ни е запишано следното: зашто самиот Господ на заповед при глас на архангел и при Божја труба ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскреснат прво. Потоа ние живите, ние кои останавме, ќе бидеме грабнати заедно со нив на облаците во воздух, во пресрет на Господа, и така за секогаш ќе бидеме со Господа. Затоа утешувајте се еден друг со овие зборови. После во Прво Јованово, 3 глава, 2 цитат ни е следното запишано: возлюбени, сега сме Божи деца, и уште не се откри што ќе бидеме, но знаеме кога ќе се открие, ќе му бидеме слични, зашто ќе го гледаме онаков каков што е. Потоа во Откривение 1.7 ни е запишано следното: еве доаѓа со облаците и ќе го види секој око, и оние кои го прободаа, и сите земни племиња ќе заридат за него, да и амин. После во Јован, Евангелие според Јован, 5 глава, 28 до 29, ни е следното запишано: не чудете се на тоа, зашто доаѓа час во кој сите кои се во гробовите ќе го чујат неговиот глас и ќе излезат од нив, кои правеле добро ќе воскрснат за живот, а кои правеле зло ќе воскрснат за осудување. Библијата не опишува цена во стил прв пат го гледат Исус со детали, но јасно учи дека мртвите ќе воскрснат, ќе се сретнат со Христос, ќе го видат. Тоа ќе биде дел од второто доаѓање. Значи, во ова тема, во ова сега што накратко отпочнав да го зборувам, има повеќе размислувања. Можам да ги дадам тие размислувања, значи да ги прочитам, дека кога се работи дали верните кои умират и ние, значи, при доаѓањето на Исус, дали верните во нашиот Господ Исус кои вкусуваат, значи, телесна смрт, кои умират, дали тие за прв пат, кога ќе доаѓа, кога ќе биде воскреснати, ќе го вида. Ова е една, значи, тема која сака посебно внимание, бидејќи ова е доктрина или учење кои многу, значи, христијани верни има различно толкување на Светото писмо од токму за ова тема, и е, значи, широк поим. Ако земам сега да објаснувам, значи, детално, но знам дека има разлика, дека има луѓе кои веруваат дека кога ќе вкуса смрт, верниот ќе вкуси смрт, всушност тој автоматски оди при Господа и тој е со него. И тој, значи, таму го гледа, значи, Господа. Има, значи, верници кои, значи, верува дека кога телото ќе вкуси смрт, тогаш душата оди во привремено место,
Таја е значи во присуство на Божјо присуство, но не дека и таму значи го гледа и Господа. Таја значи е при едно значи одредено место, е во спокој, има спокој, има значи мир таму и е во очекување да го слушни значи гласот на трубата и Господ да ги воскресне, значи. Има значи такво учење, а други значи исто веруваат, има учење дека всушност кога телото ќе вкуси смрт, тука е крајот. Значи, тука е крајот и всушност се чека доаѓањето, второто доаѓање на Исус, и кога значи ќе бидат мртвите воскреснати и ние значи живите ќе бидиме грабнати значи со нив, ќе бидиме преобразени и грабнати со нив на облаците за да се сретнеме со Господа. И за ова значи има исто различно толкување на Светото Писмо. Некој верува дека Христос ќе дојди на две етапи, два пати, првим до облаците, каде што ќе биде воскреснати мртвите, ние живите ќе бидиме грабнати, а потоа значи втората етапа е кога тој ќе доаѓа и ќе го видат сите значи верни. За ова не сакам премногу да земам време и да објаснувам во ова видео. Ова значи се доктрини учења кои можеме да ги сретниме или можеме да слушнеме како некој значи кој како поддржува значи, но факт е дека Светото Писмо ни зборува дека мртвите ќе го видат Господа, ние ќе го видиме Господа, нашиот Господ Исус, исто во Евангелието според Јован 14 глава, ни дава значи зборови на надеж дека тој оди да ни подготви место и кога ќе ни подготви место повторно ќе дојди да не земи за да бидиме и ние со него. Значи, за да бидиме и ние со него. Тие се најутешните зборови кои Господ ги дава, значи, денешно време е генерално за целата црква и овие зборови се зборови преку кои ние, значи, се утешуваме, бидејќи ние имаме обетување дека Господ повторно ќе дојди, дека тој е во место, е на небото, во неговото царство, каде што ни припрема место, значи, за секој ден од нас, и кога тој ќе ни подготви место, припрема место, ќе дојди и ќе не земи да бидиме и ние со него. Овие се надежните зборови кои Господ ни ги зборува. Да, ние, тоа е нашата надеж сега. Немаме некој надприродно искуство, барем јас немам некој надприродно искуство да го видам Исус, значи, кога звикам надприродно искуство, некоја визија каде што сум бил грабнат или сум бил, значи, земен во негово присуство и да го видам, значи, тоа надприродно искуство, значи, немам такво доживеано и не можам, значи, да кажам дека Исус го имам видено, но Светото Писмо ни зборува дека ние сме блажени, бидејќи ние не го видевме Исус, не живеевме во време кога тој имаше потсетено земјата, значи Господ, Створителот на небото и на земјата, Бог стана човек во личноста на Исус и тој ја посети земјата. Јас во тоа време не сум живеел, не сум го видел Исус, но сум блажен. Светото Писмо вика блажени се оние кои не го виделе, а поверуваа во него. Ние сите кои имаме вера, веруваме во Исус, укажуваме дека тој е нашиот Господ и Спасител, Светото Писмо не наречува блажени. И моите утешни зборови, значи, кои сакам да ги изнесам, е дека држете се цврсто. Живееме во тешки времења,
секој еден, така речено, кој изразува желба да направи видео, да се снима, или пастор да застани навон, да зборува, сите го користат тоа, бидејќи тие се водени од Духот Свети и тие зборови не се така фантазија, туку тие зборови се зборови кои Господ ги вдахнува да верните пасторите ги изнесат дека ние живееме во последни времиња каде што можеме да гледаме како зборовите кои излегува од устата на нашиот Господ и се запишани во Светото Писмо, сега надвор ги гледаме како се исполнува. Сите овие катастрофи, овие борби кои можеме да ги видиме, овие сите случки, ако ги земиме, можеме да направиме паралели, можеме да дадеме објаснување дека тоа е запишано во Светото Писмо и дека сега ние сме сведоци, гледаме како тоа се исполнува, токму во ова земја, да кажам, каде што Господ ја обликува и ја направи живеалиште на човекот. Но неговата намера и цел беше да тој има заедништво со човекот. Не само да го обликува човекот од прав земски, да го создаде, и да тој остане таму негде горе, да нема никаков пристап човекот до него, и човекот да си живее тука во земјата, да си прави што сака. Не. Планот Божи беше да човекот има заедништво со Господа, да има близок контакт, како што еден син треба да има еден близок контакт со неговите родители, поготово со неговиот татко, така ние треба да имаме еден близок контакт. Човекот требаше да има еден близок контакт со Господа, да има заедништво, да има едно фамилиарно заедништво, така речено. Зошто? Бидејќи човекот сносува, така да кажам, карактеристики или гена од карактеристики, од самиот Господ. Тој сносува карактеристики, има чувства, осет, мисли, емоции. Всушност тие се карактеристики кои можеме да докажеме дека самиот Господ Бог ги има, а Господ Бог дозволи да ги има, и човекот да има говор, да зборува, да има чувства, да има мисли, емоции, да има. А тоа можеме да видиме дека и самиот Господ Бог, Светото Писмо ни опишува дека тоа Господ Бог го поседува и тој дозволи, ние луѓето тоа да го поседуваме. Сега, тие чувства, емоции, мисли и осет се злоупотребени од страна на противникот, од страна на ѓаволот, но нашиот Господ дојде и ги разурна делата на ѓаволот и ја зеде власта кој во почетокот му беше дадена за Исус. Сега власта ја има нашиот Господ, но не дека ѓаволот не е без дејство тука во земјата. Тој дејствува и сега баш, кога му се наближува времето, тој дејствува многу повеќе и гледа што повеќе да измами од човекот, мислам на човечкиот род, во земјаната топка, да направи, да ги смати размислувањата и одлуките, да тие отпочна и верува во Господ Исус. Тоа е неговата цел, да направи една разделба помеѓу нас луѓето и Господа. Но Господ, како што и кажав, тој дојде ги разурна делата на ѓаволот и тој дава можност за секој кој ќе поверува во него, да биде во дејство, во работа, како и тој биде личност кој ќе ги разурнува делата на ѓаволот. Ние не сами по себе, тој како духовно створење е посилен, појак од нас, но
Ние го имаме Створителот на небото и на земјата и Створителот негов, значи на ѓаволот, во наша страна и тој е во наша помош да ни помага и ние да видиме личности со помошта на Господа да ги разорнуваме делата на ѓаволот. Да видиме, значи, луѓе кои ќе ги разорнуваме делата на ѓаволот. Да видиме луѓе кои ќе живееме во согласно со зборовите на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Секој кој ќе одвои време да го гледа во видео, бидите благословени. Ако размислувате за вечноста и не сакате да едноставно речено замините во незнаене, зашто една ден, дали порано или подоцна, сите ќе сме, значи, така да кажам, ќе ја вкусиме таа телесна смрт, но таа не е крајот. Значи, таа не е крајот, каде ќе ја поминиш твојата вечност. Кога зборуваме вечност, нешто што, значи, не е опишано со години, туку вечност, каде ќе ја поминиш? Исус повикува и тој вика, кој верува во мене има вечен живот. За да го имаш тој вечен живот, треба да поверуваш во Господ Исус. Прифати го Исус, прифати го неговото дело, бидејќи тој направи дело кое е над сите дела. Тој дојде, тој се даде жртва, тој ја пролеа крвта и сега дава можност секој кој ќе поверува во неговото дело да биде со него, значи, да има вечен живот. Прифати го Господ Исус, поверувај во него и ти ќе имаш ова, значи, надеж и ова сигурност кој не може никој да ти ја одземи. Значи, ова сигурност, бидејќи нашиот Господ ни дава сигурност дека ако ние веруваме во него, ние имаме вечен живот. Ова не може никој да ти го даде како надеж. Ниедна религија не може да ти даде ваква сигурност, ако ти, значи, одвоиш внимание да веруваш во таа личност и да имаш вечен живот. Значи, ниедна религија не може да ти даде, ниту ислам, ниту не знам која религија, не може да ти го даде ова единствено. Значи, Исус е тој кој повикува да ние веруваме во него, а тој, значи, вика, кој верува во мене има живот вечен. Ова можете да го читате во Евангелието според Јован, 6 глава, мислам 46 цитат, ни е опишано. Еве, 47 цитат од 6 глава според Евангелието на Јован и вака вика. Исус, значи, потврдува дори 2 пати. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене има вечен живот. Овие се зборовите на нашиот Господ. Бидите благословени и размислувајте, значи, овие се зборовите. Исус потврдува не еднаш, туку 2 пати, што значи дека тој дава потврдена вистина. Тој не е само да спомни, туку тој вика вистина, вистина ви велам, кој верува во мене има вечен живот. Исус за себе вика дека тој е вистината, Исус за себе вика дека тој е патот, Исус за себе вика дека тој е животот. И ако сакаш ти да појдиш во таа вечност кој тој ја припрема, мораш да поверуваш во него. Мораш, значи, да направиш одлука во твојот живот, а одлуката нека ти биде во Исус, значи, одлуката да ти биде Исус, прифати го и верувај во Спасителот, нашиот Господ и Спасител, значи, Исус Христос. Мир Божи, благослов Божи до секој кој ќе одвои внимание да го гледа ово видео. Амин.